најавуваме повторно нешто интересно и нешто кое што ќе се случува викендов, започнувајќи од петок со главен настан во сабота на 17 мај. Ќе имаме можност да уживаме особено на задоволството веројатно на оние кои што го обожуваат планинскиот велосипедизам, но и предизвик за сите учесници на за прв пат државното првенство во МТБ маратон или планински велосипедизам. И она кое што имаме можност денеска во следните минути да го дознаеме е како и на кој начин се случува оваа организација, колку има надпреварувачи, кои се критериумите и сите важни нешта кои што ќе ги дознаеме во продолжение од нашиот гостин. Да, и подобар гостин можеби не би можеле да имаме со оглед на тоа што Љубиша Кондев е велосипедист, тренер и дел од Велосипедската федерација на Македонија, која што со години наназад нели се бори да ги подобри условите, да ги подобри инфраструктурно условите за велосипедистите генерално во нашата земја. И веројатно посебна привилегија да може да се пофалите, Љубиша, дека конечно можеме да кажеме дека имаме државно првенство за МТБ. Добро утро и добро ни дојде. Добро утро. Добро утро на сите. Од 16 до 18 мај е главното случување кое што споменавме со Ивана ќе биде овој викенд, но главниот настан е 17 мај во сабота. Крушево, кој што меѓу другото е познат на Балканот како нели највисокиот град, овој пат ќе биде во фокус и ќе можат сите оние љубители на две тркала, во конкретно љубители на планински велосипедизам, посебно да уживаат во она што ќе се случува таму. Прво, бидејќи сега пред малку зад камери споменавме низ години како дел од Велосипедската федерација, многу работи се прават, се вложуваат, ама некако мали се исчекорите напред. Веројатно е посебно задоволство да се каже дека конечно имаме државно првенство. Па да, ова е прв пат да се одржи државно првенство во планински велосипедизам во маратон, во таа дисциплина, затоа што во претходните години се случувале во крос кантри, во друга дисциплина. Сега за прв пат ќе се случи тоа каде што нашите надпреварувачи кои што ќе бидат државни прваци и ќе завршат во генералниот пласман, ќе си освојат уци поени и ќе се најдат на светската ранглиста на Светската федерација. Одлично. Какви се плановите? Какви во моментов бидејќи е актуелно пријавувањето до четврток нели ќе може да се пријавуваат? Може тоа малку да го споделиме? Дали е ова првенство наменето и за екстремно професионалци или за луѓе кои што и поаматерски се занимаваат со планинскиот велосипедизам? Па да, во склоп на државното првенство сите останати велосипедисти кои што сакаат да возат заедно со надпреварувачите, тој рекреативниот дел ќе може заедно да возат со нив, односно стартот ќе биде заедно за сите. И сите заедно ќе се надпреваруваат и ќе си ги видат своите сили, способности, можности со сите околу нив. Интересно е што патеката иста за сите, стартот е ист за сите, природата иста за сите и дружењето ќе биде исто за сите. Од каде се поаѓа, каде се завршува? Стартот е кај лаунч бар Алто, кај што се ски терените и ќе биде еден круг од 25. Значи од градот? Не од градот, него од ски терените над градот. Аха, добро. Еден круг ќе биде околу 25 километри, тоа ќе биде малиот маратон, големиот маратон ќе биде 3 круга за сите тие што ќе го возат нели државното првенство и големиот маратон. И ќе имаат можност сите љубители и публиката да ги видат неколку пати велосипедистите на некои делови од патеката каде што би шетале, зашто патеката ќе биде отворена и за луѓе кои сакаат да извршат прошетка на самата патека. Ова е предизвик за оние кои што го сакаат, рековме, планинскиот велосипедизам, но истовремено и кои што се вешти тоа да го направат за да бидат дел од едно државно првенство. Веројатно и за самото присуство, односно пријавување, треба да има или да се исполнуваат одредени критериуми, бидејќи ова е нешто кое што позади себе треба да има доволно пракса, доволно вежби, доволно тренинг, нели? И одредено искуство. Ние гледаме и доста голем дел од планинските велосипедисти и на нашата планина тука, нели, водно. Па како и кои се критериумите за пријавувањето? Пријавувањето е на веб страната trki.mk, е отворено за сите до четврток. Секој што има исправен велосипед, заштитна кацига, желба и е здрав да го психички и физички здрав да го изведе се до тоа може да учествува. 16 петок се доделување на бројките во хотелот Монтана, 17 е нели самиот старт и забавата која што ќе се случува после трката кај лаунч барот Ауто, а недела ќе биде организирано чистење на
на планината, односно зелена патрова, каде што ќе се чисти целата патека, каде што се возела трката, затоа што знаеме дека секој што се надпреварува или вози може да фрли некој ѓубре или случајно да му паднало ѓубрето, ќе имат ленти кои што ќе бидат обележени, одредени свртувања за патеката, сето тоа да се исчисти, да се остави планината во чиста. Онака како што сте ја нашла. И да. тоа е Чиста убав животна момент и средина. убав показател дека имаме свесност тука. Мислам, луѓето кои што сте на планина, често зборувам, се свесни. Меѓутоа, убаво е кога и од тие ќе бидат пример за останатите дека сепак треба планината и природата да ја чуваме или да ја оставиме во онакво светло во какво што сме ја нашле. Љубиша, ова е еден убав момент за нашата држава да привлече странски туристи. И јас верувам со оглед на тоа што се поголем број на луѓе сакаат нели малку поактивни одмори во текот на летниот период, па ги бираат велосипедите како една опција за да го прошетаат местото или пределот во кој што се наоѓаат. Верувам дека ова е убав момент за да се привлечат странските туристи. Ќе има ли, дали досега има пријавено странци кои што ќе се надпреваруваат на ова државно првенство? Па да, целта беше на швајцарската агенција ИМЕ и на Panorama All Season Adventure да, како соработка со нашиот клуб Energy, направиме една иницијатива и еден ваков настан за да ги привлечеме сите туристи од околинава кои што се занимаваат со овој спорт. Веќе имаме пријавено неколку надпреварувачи од Србија, чекаме да се допријават останативе надпреварувачи од околниве држави Албанија, Косово, Бугарија, Грција и сето тоа да го ставиме на мапата за тој тип на надпревари во овој регион, затоа што Македонија и фалат ваков тип на надпревари. Во минатото имавме доста надпревари, но да кажеме короната малку ги успори сите тие настани. Сега веќе во соработка со доста спонзори кои што се јавуваат цело време, сакаме тоа да го реобновиме и да го вратиме. Меѓу останатите места во нашава земја и Крушево е едно од посакуваните места кои што туристите меѓу другото сакаат и така општо нели да го посетат, но ако зборуваме за развивање на еден планински велосипедизам, Крушево како одлична дестинација, но и општо кога зборуваме за нашата земја, тогаш ајде ако конкретно ева за Крушево како место каде што ќе биде и ова државно првенство, дали постојат капацитети доволно за да или можности и услови за да се развива планинскиот велосипедизам рекреативно и од страна на оние кои што би сакале да дојдат и да уживаат во убавините? Па да, Крушево има капацитети, да кажеме, во моментов, но сето тоа треба да се развие доколку настанот порасне во иднина, затоа што и тоа е целта. Тоа е целта за да ние почнеме оваа година и се спремиме и видиме кои се нашите предизвици, позитивни и негативни, и да сето тоа за следната година не биде спремен материјал и да го понудиме на гостите што би дошли. Љубиша, освен што си дел од организацијата, дали годинава ќе се натпреваруваш на прво државно првенство? Па да, тоа е мојата цел доколку се пружи нели прилика и шанса за да учествувам. Така е. Ти благодариме многу за гостувањето, посакуваме да биде ова успешно прво државно првенство. Не се сомневаме дека луѓето ќе уживаат и во убавините на Крушево и генерално во целиот овој викенд кој што ни предстоја ќе биде во знакот на велосипедизмот. Благодарам на поканата.